Бордот на европски студенти по технологија по 18-ти пат го организира летниот академски курс како дел од бројните настани, кои што на студентите им помагаат да стекнуваат вештини, да се вмрежуваат, да бидат конкурентни на пазарот на трудот. Оваа година бројни предавачи ќе се обидат да им ги доближат концептите на најактуелната тема на денешницата, без сомнеши во блиска иднина вештачката интелигенција. На оваа тема разговараме со Андреј Стериев, кој е одговорен за односи со јавноста на летниот курс, и Роберта Петровска, одговорна за академскиот дел на кампот, на курсот простата. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Ајде, Андреј, ќе почнеме со тебе, односно ќе се надоврземе на темата која што ја отвори колешката Славица. Зборуваше за перспективите на младите во државата. Каков е вашиот став? Имате ли вие како млади луѓе перспективи во Македонија? Каков е впечатокот? Најпрво добро утро вам и на вашата телевизија и на вашите гледачи кои не се во живо. И благодарност што имаме прилика да гостуваме овде. Јас би рекол дека иако да нормално дека во општеството има проблеми кои ги засегат младите и не е се совршено, тоа е установено, сепак би рекол дека младите имаат поприлично многу перспективи, не само вака во формалното образование, туку ние како организација гледаме големи прилики за младите и во неформалното образование, во најразлични видови. Тука спаѓаат не само студентски организации, спаѓаат и најразлични обуки, не знам, Еразмус размени и се што е од таков карактер. И тоа би рекол дека е особено важен дел од личниот и професионалниот развој на млада личност, тоа вмрежување со луѓе од странство, запознавање со теми со кои што можеби не се среќаваат на факултет или во обичаените социјални кругови во кои што тие, да речем, поминуваат време. И тоа треба да оди паралелно со формалното образование, нормално. И еден од таквите настани кои што можат на младите да им помогнат е баш овој курс за кој што сме тука во емисија, односно летниот академски курс 2023 година. 16-24 јули, знам дека соработувате со врвен професионален кадар од Финки. До каде се подготовките за курсот? Би рекол дека подготовките во оваа фаза се одвиваат одлично. Добре. Мислам, различни аспекти од организацијата се одвиваат со различна динамика, нормално, меѓутоа со оглед на тоа дека имаме уште 3 недели преостанати до почетокот на курсот, голем дел од активностите за подготовка се или целосно завршени, или се во завршна фаза. Например, би рекол дека веќе имаме најдено одлични професори и асистенти кои имаат долгогодишно искуство во таа гранка и се подготвени да го пренесат своето искуство на студентите. Имаме компанија од индустријата каде што ќе се оди на работна посета за да видат учесниците што и како се случува. Имаме значителен број на прво медиумски партнери кои ни помагаат со промоцијата на курсот преку објави и така натаму. И исто така имаме и голем број на партнер фирми кои го помагаат наставно во видот на прецеп спонзорства, мислам за храна, за пиење, потрошни материјали и така натаму. Без општествено одговорни компании ништо не се прави денес. Да. Нели? Навистина им сме благодарни што ни загуват вака во пресред. Освен тоа се планираат социјалните и културните активности за учесниците. Најдено е сместување за интернационалните учесници во студентскиот дом Гоце Делчев во Скопје и Никола Карев во Охрид. И отприлика тоа е тоа, работите се одвиваат добро, би рекол. Како програмски организиран курсот, имајќи предвид дека во неколку дена сите учесници ќе имаат можност да добијат бројни знаења за вештачката интелигенција, тоа е една од најактуелните теми на денешницата. Јас како одговорна за академскиот дел можам да кажам дека имаме најдено доста добар кадар за да го пренесе тој материјал. Како што кажавме, соработуваме оваа година со Финки и за теоретскиот дел од курсот ќе се погрижат професорите. Исто така имаме испланирано после тој дел да имаме лабораториски вежби за кои што ќе се погрижат асистентите исто при истиот факултет. Имаме елементи од типот на case study, ќе имаме посета на компанија и ќе имаме потенцијално гостување од компанија кои што исто така ќе одржат предавање на таа тема. Но покрај сите академски активности имаме исто испланирано, како што спомна Андреј,
културни и социјални активности со кои што ќе пробаме да ги запознаваме малце интернационалните студенти со нашата култура, нашите знаменитости, на крај на се да се запознаат повеќе меѓу себе, да се створат нови пријателства потенцијално. И на крајот, како да го сумираме целиот курс, имаме испланирано и викенд патување до Охрид, каде што исто имаме и денски и вечерни активности од тој тип. Од каде се има пријавено? Има ли пријави? Впрочем, и од каде се има пријавени учесници до овој момент? Па, оваа година интересот кој што го покажа апликантите за курсот ги надмина сите наши очекувања како организација. Значи, бројот на пријавени е околу 100, ако зборуваме за интернационалните пријавени, и тоа е доста поголем број од, например, курсот од минатата година, како и курсевите што ги одржувавме пред ковид пандемијата. И од тие 100 пријавени, навистина беше тешко да се одберат тие 22-3 кои што ќе присуствуваат на курсот како странски учесници. Имаше пријавени од навистина сите краеви на Европа, со оглед на тоа дека можат да аплицираат студенти од било кој универзитет каде што постои без локална група. Имаме над 80 такви локални групи во 30 европски држави, што значи дека навистина имаме од сите краеви на Европа луѓе, а од тие кои доаѓаат имаме гости од Шпанија, од Италија, од Полска, Данска, Белгија, Хрватска, Турција и така натаму. Навистина голем број држави. Повикот, коригирајте ме ако грешам, мислам дека се уште е отворен, се уште имаат можност студентите да се пријавуваат. Постојат ли некакви предуслови за оние кои што сакаат да аплицираат, што треба да знаат? Да, токму така повикот е уште отворен за локални студенти до 23 часот во петок. Единствен предуслов за студентите кои што би сакале да учествуваат на нашиот курс е тоа да бидат студенти на некој од факултетите при УКИМ, но тоа не е ограничено на студенти само од техничките и технолошките факултети, туку ние ги храбриме и студентите од сите други факултети да се пријават, бидејќи тоа би било многу добра прилика да научат нешто повеќе за оваа тема што е се позастапена во нашето општество и во денешницата. Ке има вмрежување, ке има дружба, ке има предавања, но на крајот треба да знаат дека ќе полагаат и завршен испит, кој што всушност е предуслов за да се стекне тој сертификат кој што ќе им биде многу добре идеја, особено на оние кои што ќе аплицираат и за работа во иднина. Секоја дополнителна диплома е добре дојдена. Па да, токму така, како што рековте, на крајот на курсот од материјал што бил предаван има завршен испит, кој доколку го положат, учесниците се стекнуваат со сертификат од академски карактер и нормално тој сертификат може да им користи на различни начини. Еден од нив е токму тој што го спомнавте, бидејќи убаво личи на резиме да се има такво нешто. Ги истакнува повеќе на пазарот на трудот, нормално. И исто така, бидејќи е курс од академски карактер, на кој што соработува факултет и предава факултетски кадар, исто така сертификатот може да се поднесе молба, например, на факултетите, за да се добијат ЕКТС кредити за тој курс, бидејќи се смета за воннаставна активност и во ЕКТС програмата се предвидени одреден број на кредити кои може да се освојат и од воннаставни академски активности, како што е овој. Меѓутоа би сакал да потенцирам дека и покри тоа што академскиот дел е нормално многу важен и суштински дел на летен академски курс и без академскиот дел академски курс не може да има нормално, сепак многу важен дел од овој настан е и она неформалното. Значи дружбите, новите познанства кои се стекнуваат, запознавање со други култури, бидејќи без курсевите се пред се забавни динамични курсеви. И тоа ги прави различни од многу други курсеви, би рекол, кои се организираат на оваа тема, кои се стрикно фокусирани на тој формален академски дел. А на без курсеви има и формален академски дел и тој забавен студентски дел, така да наречам. И мислам дека тоа е тоа што ги прави различни од другите. И тоа е нешто што
досегашните учесници го препознавале до сега. И курсот не е единствената активност која што организира Беснист низ годиниве. Од надпреварите, инженерски работилниците, саемите, сите тоа е можност да се информираат, да се надградуваат, да се вмрежуваат студентите и да бидат поконкурентни на крајот од денот на пазарот на трудот. Она што ме интересира, колку студенти ја искористиле можноста што ја нуди Бест со овие активности низ годинива? Се приклучуваат, ги интересира? Да, имаме доста голем број на членови. Имаме доста голем број на настани кои го организираме. Значи имаме, например, сајми за вработување кои се организираат еднаш годишно на пролет и навистина има голем број на студенти кои директно преку тие настани нашле пракса, например. И навистина тие настани им помагаат да се пробијат на пазарот на трудот, бидејќи на еден настан се вклучени голем број на компании со штандови каде можат директно да стапат во контакт со нив. Да, би рекол дека низ годините активностите на Бест биле многу корисни за многу студенти да си најдат својот личен пат и професионален пат. И Роберто, ако ве прашаат која е една причина поради која треба да се пријавам зборувам студент ако ве праша на курсот, вашиот одговор ќе биде зошто да за летниот курс? Затоа што покрај сите придобивки кои што ги нудиме од социјален и аспект, многу добра прилика, како што кажав преска, да се запознаат со оваа тема, да најдат врсници кои што делат исти иницијативи, исти мислења, да се разменат тие мислења, да се створат контакти, пријателства и на крај на се да се здобијат со нови знаења. Јас посакувам убав помин. По завршувањето на курсот може повторно да се сретнеме овде, да сумираме впечатоци и да видиме колку студенти го поминаа и добија сертификати? Важи. Иако претпоставаме дека тоа ќе бидат сите студенти. Јас искрено се надевам дека сите студенти кои што ќе добијат сертификати ќе се стекнат со соодветни знаења кои што ќе им бидат потребни во иднина. Благодарам многу за гостувањето во утринската програма. Ви благодарам на вас.